Благодарам, подпредседателе, почитувани колеги пратеници. Подпредседател се извинувам. Председателе, почитувани пратеници, почитуван заменик министер. Денес на дневен ред ни е Законот за изменување на Законот за утврдување на јавен интерес и номинирање на стратешки партнер за имплементација на проектот за изградба на коридорот 8 и 10D. Ова е најголемиот проект, можеби во Република Македонија, но од ова што се случува низ собранието, гледаме дека стана и најскандалозниот проект, затоа што на сила се туркаат одредени закони, се руши уставниот поредок на Република Македонија, се со цел да се протурка овој проект така како што не треба да се протурка, односно да помине така како што не треба да помине, без одобрение за градење, без почитување на законите, и поради тоа се менуваат законите само онака како што им одговара на владата или на координаторот на овој проект Артан Груби, кој што за кого што не важат ниту законите, ниту уставот во оваа држава и не ги почитува истите. Овој проект започна од договорот кој го склучи оваа влада, кој што договор се уште никој го нема видено, барем од нас пратениците тука, никој го нема видено тој договор и не има прочитано содржината во тој договор, да видиме што е договарано и зошто вака на сила треба да се носат овие измени на закони, и зошто треба да се руши уставниот поредок и законите да се рушат во Република Македонија. Договор кој што видовме дека антикорупцијска го добила тој договор, можеби и други го имаат добиено тој договор, но ние пратениците кои што треба да ги гласаме овие закони, никој го нема видено тој договор и не ја знаеме содржината на истиот. До нас имавме една понуда од Артан Груби да ни го прераскаже тој договор, за што мислам дека е понуда која што не треба ниту да се спомнува. Па можеби и на антикорупцијска Артан Груби им го има прераскажено договорот, бидејќи нели излегоа со информација дека биле запознати. Договор кој што се плати 1,2 милиони евра на тие што го договарале тој договор и кој што никој не може да го види. Имаше и предходно вакви договори, имаше и предходно во Република Македонија договарање, имаше и предходно изградба на автопатишта во Република Македонија, но никогаш не било на овој скандалозен начин како што тоа се случува сега во Република Македонија. Тие договори кои што предходно се склучувале биле достапни тука во собранието на Република Македонија, биле јавни и транспарентно објавени. За истите тие договори се дебатирало во ова собрание помеѓу пратениците, биле запознаени со содржината на тие договори, што било договорено, рок на изградба, колку ќе чинела таа финансиска конструкција, која што била одредена врз основа на проект, која што била одредена врз основа на одобрение за градење и со запазување на сите постапки кои што се законски утврдени во оваа држава, а не како сега тоа што се прави, ниту да се запази постапка, ниту да се запази закон, ниту знаете колку ќе кошта тој проект, ниту имате проект за овие автопатишта, ниту имате одобрение за овие патишта, имате само желба, како што ви кажав многу пати, да градите автопат, меѓутоа таа желба не е за градење на автопат, туку е да се искрадат некои милиони кои што некој треба да ги земе тие пари. Со овој закон конкретно денес што е на дневен ред, се заобиколува она што е главно и најважно е тоа дека се заобиколува законот за јавни набавки, еден многу суштински закон на кој што вие предходно толку алудиравте кога бевте во опозиција, дека се кршел или не се запазувал, па во тоа време за едни исти вакви проекти монтиравте и случаи судски,
со кој што малтретиравте луѓе, тие луѓе се уште по судовите. За сега на крај, од оваа позиција на власт, кога дојдовте, вие истите кои што зборувавте толку за тие јавни набавки, за кои што ги обвинувавте луѓето дека не постапувале по тој закон, вие сега комплетно да го суспендирате овој закон и да се договарате во 4 очи. Знаете дека договарање во 4 очи е корупција. Нема ништо друго, освен корупција во договор во 4 очи. Ете тоа го правите. Едно зборувате пред кога сте во опозиција, сосем спротивно правите кога ќе дојдете на власт. Но верувајте дека и за ова ќе дојде еден ден кога ќе се одговара и за тие што го договориле овој договор и за тие кои што ги спроведуваат овие закони на сила во ова собрание. Ќе има еден ден одговорност за сите. Но она што е најзначајно што треба и што се покажа од целата оваа постапка што се случува во собранието и околу заобиколувањето на овие закони, е тоа што се покажа дека во овие 6 години, колку што сте на власт, вие немате изработено ниту еден проект, дали бил идеен или каков и да бил проект, немате никаква документација. Значи, комплетно 6 години сте спиеле додека сте на власт. За да се доведете сега во оваа ситуација, да немате проект, да не можете со тој проект да настапите пред европски институции, да добиете средства, и затоа сега одиме вака, со измена на закони, каде што нема да треба проект, ќе одиме со урбанистичко планирање и да се заобиколат сите процедури и закони во држава, бидејќи 6 години не сте изработили ниту еден идеен проект. А да не кажеме основен или да стигнете до фаза на одобрение, па со тоа да настапите пред одредена европска финансиска институција за да го кредитира тој проект. Немате ниту еден проект. Тоа е жално за една држава. А тука ќе зборувате Европска унија, европски вредности, ќе одиме во Европа. Како ќе одиме во Европа? Вие не можете проектна документација да изработите, а не автопат да изградите. Затоа што автопат се гради согласно проектна документација. Не се гради така како што вие мислите дека ќе изградите автопат. Тоа е најголемиот доказ за вашето неработење и незаинтересирано за ништо. И се доведовте сега во ситуација да прифатите некој договор и да градите тековно, со урбанистички проект, да градите без одобрение за градење. Сите овие закони кои што поминаа низ собранието, еве и овој последниот, сите закони поминаа низ Комисијата за европски прашања, не низ матичните комисии, каде што ќе се дебатираше од членовите на тие матични комисии, ќе се повикаше стручна јавност, експертска јавност, ќе се повика сите кои што се засегнати со овие закони. Но вие го заобиколивте тоа преку Комисијата за европски прашања, само за да ја исклучите јавноста, да ги исклучите експертите како што ги исклучивте од целиот овој процес, зашто добивте за Законот за работни односи, наместо да го закажете во Комисијата за труд, беше закажен на европски прашања. Само за да ги заобиколите синдикатите и нивните реакции околу заштитата на работничките права, кога им наметнавте да работат 72 часа. Законот за урбанистичко право, за урбанистичко планирање, го ставивте на европски, законот за градење да ја заобиколите Комисијата за транспорт и врски, за да не ги слушнете забелешките кои што ви ги испрати Комората на овластени архитекти и овластени инженери, да ги слушнете тие забелешки, да ги слушнете тие луѓе. Тие се врвот на инженерството во Република Македонија. Но најверојатно најголем инженер тука во Република Македонија е Артан Груби, затоа што, како што ви кажав, тој е министер за се во оваа држава, и премиер, и министер, така да нема потреба ние стручна јавност да консултираме, нема потреба да ги консултираме професори на реномирани универзитети во Република Македонија. Ќе го слушаме Артан Груби и ќе градиме автопат. Ќе видиме докаде ќе се изгради тој автопат и како ќе се изгради. Затоа што тек сега ќе се отворат проблемите после овие закони кога ќе ги изгласате. Од тогаш ќе почнат проблемите и ќе видиме дали ќе има завршница овој проект или само ќе ги искрадете парите и со тоа ќе замините. Така да
Од вашето градење во овие 6 години видовме само дека изградивте 2 патарини и 1 чочек изигравте. Не се надевам дека